Во средината на првиот век по Христа, бројот на христијанските цркви во Мала Азија, денешна Турција, видно се зголемил. Меѓу бројните тамошни христијански заедници кои биле меѓусебно поврзани, се чини дека онаа од Ефес имала извесен престиж. Апостол Павле таму поминал 3 години во текот на неговото трето мисионерско патување. Дела, глава 19, први стих, до глава 20, први стих. Според Ефесјаните, глава 3, први стих и глава 4, први стих, апостолот се наоѓал во затвор кога го пишувал посланието до Ефесјаните. Токму затоа ова послание се вбројува меѓу така наречените посланија од заробеништво, заедно со оние до Филипјаните, до Филимон и до Колосјаните. Ширината на неговата поука наведува повеќе на помислата дека писмото било упатено до еден многу поширок круг на читатели, одошто до една посебна локална заедница. Централна тема е вечниот Божји план, чија цел е да соедини се небесно и земно под една глава во Господ Исус Христос. Глава 1, 10 стих. Пораката на посланието, сместена меѓу краткиот вовет, глава 1, 1 и 2 стих, и краткиот заклучок, глава 6, 21 до 24 стих, може да се подели на 2 поважни дела. Во првиот, глава 1, 3 стих, до глава 3, 21 стих. Откако го искажува восхитот од она што Бог го направил за сите преку Исус Христос, писателот ја развива темата за единството, покажувајќи како Бог ги соединил нејудејците и јудејците во еден единствен народ, негов народ. Во вториот дел, глава 4, 1 стих, до глава 6, 20 стих, апостолот ги повикува своите читатели да живеат во тоа единство на начин достоен за нивниот нов живот, во хармонија со Исус Христос. Тоа ги искажува јасните последици по нивните меѓусебни односи во христијанската заедница, во семејството и во општеството. Апостолот илустративно го прикажува единството на Божјиот народ, служејќи се со 3 слики. А. За телото, црквата, чија глава е Исус. Б. Со зградата, чиј камен темелник е Исус Христос. И В. Со брачната двојка, при што црквата е Христовата невеста. Така, може да се согледа дека не е можно единство без целосна и постојана приврзаност, односно предаденост на верниците кон нивниот Господ. Послание до Ефесјаните. Глава 1. Поздрав. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос, до светиите што се во Ефес и до верните во Исус Христос. Благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос. Духовни благослови во Христос. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос, така што и не избра преку Него уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта, предопределувајќи не за посинување за себе преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат, со која не дарува преку својот возљубен Син, во кого имаме откуп преку Неговата крв, простување на гревовите по богатството на Неговата благодат. Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја,
според своето благоволение што го беше положил во себе од порано, во уредувањето и исполнувањето на времињата, за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос. Преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја, за да послужиме како пофалба на славата негова ние, кои од порано се надевавме на Христос. Во него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелието за вашето спасение, и откако поверувавте во него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Тој е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето за пофалба на неговата слава. Молитва на Павле. Ете затоа и јас, кога слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите светии, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите своји. Да Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение, за да го познаете, и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него, колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите, и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Таа сила тој ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секое началство, власт, сила и господство, и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави глава на сите во црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Глава 2. За животот и смртта. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гребови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите чеда на гневот. Но Бог, кој е богат со милост, поради големата негова љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гребовите наши, не оживеа во Христос и не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас, преку Христос Исус. Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, туку дар Божји. Не е од дела, за да не се пофали некој. Зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела што Бог ги предодредил уште од порано, да живееме во нив. Едно во Исус Христос. Затоа помнете вие кои некогаш по тело бевте незнабожци и наречени необрезани од така наречените обрезани со телесно обрезание правено со раце, дека во она време бевте без Христос, отстранети од општеството на Израил, без право на учество во заветите на ветеното, без надеж и безбожници во светот. Но сега во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку крвта Христова. Зашто тој е нашиот мир, кој од двата народа направи еден и ја разруши преградата што беше меѓу нив, откако со телото свое го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го обесили, за да создаде во себе од двата еден нов човек, воспоставувајќи мир и обата во едно тело да ги помири со Бога преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. И откако дојде, тој ви благовести мир вам далечни и блиски, зашто преку него и едните и другите имаме пристап кај Отецот во еден дух.
И така вие веќе не сте туѓи придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божјото семејство, зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајќи го како камен темелник самиот Исус Христос, врз кого целата зграда стројно зглобена прераснува во свет храм на Господ, врз кого и вие ќе се содзидате во живеалиште Божјо преку Духот. Глава 3. Дејноста на Павле меѓу нејудејците. Затоа сум јас, Павле, затвореник на Исус Христос за вас, незнабожците. Бидејќи ја чувте распределбата на благодатта Божја, која ми е дадена за вас, односно дека преку откровение Бог ми ја соопшти тајната, како што и погоре ви напишав накратко. Читајќи го тоа, можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христос, која на синовите човечки од поранешните поколенија не им беше објавена како што сега се откри на неговите свети апостоли и пророци преку Светиот Дух, за да бидат и незнабожците сонаследници, делови на едно тело и соучесници на ветувањето Божјо во Христос Исус преку Евангелието, на коему станав слуга според дарот на благодатта Божја, дадена по дејство на неговата сила. Мене, најмалиот од сите светии, таа благодат ми се даде, да им го проповедам на незнабожците неискажливото богатство Христово и да расветлам на сите во што се состои распределбата на тајната, криена од векови во Бога, кој создаде се преку Исус Христос, та многоликата мудрост Божја да им се објави сега преку црквата на началствата и властите небесни, според предвечната одлука, која тој ја изврши во Христос Исус, нашиот Господ, во кого преку верата во Него имаме слобода да се доближуваме со доверба. Поради тоа ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас, кои се ваша слава. Христовата љубов. Затоа ги преклонувам колената свој пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос, од кого се именува секој род на небесата и на земјата, да ви даде по богатството на својата слава сила да се утврдите преку Неговиот Дух во внатрешниот човек и преку верата Христос да се всели во срцата ваши, та вкоренети и утврдени во љубовта, да можете да разбирате со сите свети што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја осознаете Христовата љубов што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја. А на оној кој според силата што во нас дејствува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Нему нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Амин. Глава 4. Единството на телото. Браќа, јас затвореник во Господ, ве молам да се однесувате достојно според звањето за кое сте повикани, со сета понизност и кротост, со долготрпеливост, поднесувајќи се еден со друг со љубов, трудејќи се да го запазите единството на духот преку врските на мирот. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера и едно крштение. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. А на секого од нас благодатта му е дадена според мерката на дарот Христов. Затоа е и речено: издигајќи се на височина, плени плен им даде дарови на луѓето. А што значува издигајќи се, ако не тоа дека тој слезе пред тоа во најдолните места на земјата? Слегнатиот е истиот, кој се издигна повисоко од сите небеса, за да исполни се. И тој постави едни за апостоли, други за пророци,
трети за благовестители, четврти за пастири и учители, за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело, додека сите не го достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божји, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота, та да не бидеме веќе мали деца што ги лула и занесува секој ветар на лажните учења преку човечките заблуди, во лукавството на измама кон заблуда. Туку со љубов држејќи се за вистината во секој поглед да растеме во оној кој е глава Христос. Со него целото тело е составено, исклопено и сврзано преку сите дарувани врски, при дејството на секој дел поради силите негови, нараснува за да се изградува во љубов. Новиот живот во Христос. Ова пак го зборувам и сведочам во Господ, да не живеете повеќе како што живеат и другите незнабожци, по суетата на својот ум. Помрачени во разумот, отуѓени од Божиот живот поради нивното незнаење и тврдокорноста на нивното срце, дојдени до безчувство, тие се предадоа на разврат и ненаситно вршат секаква нечистота. Но вие не го познавте така Христос. Ако навистина сте чуле за Него и во Него сте биле поучувани дека вистината е во Исус, тогаш отврлете го од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливите желби, за да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во вистинска праведност и светост. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сме делови еден на друг. Гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде над гневот ваш. И не давајте му место на ѓаволот. Крадецот да не краде веќе, туку нека се труди и подобро е да се труди со своите собствени раце да го прави она што е добро, за да има што да му даде на оној што има потреба. Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша, туку само добар, за надградување каде што треба, за да им даде благодат на оние што слушаат. И не оскрбувајте го Светиот Дух Божи со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Отстранете ја подалеку од вас секоја огорченост, јарост, гнев, викање и хулење заедно со секоја друга злоба. Бидете еден спрема друг, добри и милосрдни, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости во Христос. Глава 5. Да се живее во светлина. И така, угледајте се на Бога како чеда возљубени, и живејте во љубов, како што и Христос ве возљуби и за нас се предаде себе си како принос и жртва на Бога за пријатен мирис. А блудство и секаква нечистота, или пак користолюбивост воопшто да не се спомнуваат меѓу вас, како што им прилега на светии, ниту пак срамни и будалести зборови или двосмислени приказни, што се неприлични, туку само благодарност. Зашто ова треба да го знаете, дека ниеден блудник или нечист или користолюбец, кој е идолопоклоник, нема дел во царството на Христос и Бог. Никој да не се мами со празни зборови, зашто поради нив доаѓа гневот Божји врз синовите на непокорноста. Затоа не станувајте нивни соучесници. Вие некогаш бевте темнина, а сега сте светлина во Господ. Живејте како деца на светлината, зашто плодот на светлината се состои во се што е добро, праведно и вистинито. Одлучете се за она што му е мило на Бога. Не учествувајте во бесплодните дела на темнината, туку изопричувајте ги, зашто за она што го прават скришум, срамно и да се зборува. А се што е изобличено, светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно, светлина е. Затоа е речено: стани ти што спиеш,
voskresni od mrtvite i Hristos ke te osvetli. Pa taka, vnimavajte dobro kako živejete, ne kako bezumni, tuku kako mudri. Pozuvajte go vremeto, zašto dnite se lukavi. Zato, a nemojte da budete nerazumni, tuku raspoznajte što je voljata Božja. I ne opivajte se so vino, vonego ima razvrat, no ispolnete se so duh. Razgovarajte među sebe so psalmi i slavoslovija i duhovni pesni, pejći i vospevajći go Gospoda vo srcata vaši, blagodarejći mu sekogaš za sena Boga i Otecot, bo imeto na naši od Gospod Isus Hristos. Ženi i maži, pokoruvajte se eden na drug vo strahopочит Hristos. Vije ženite, pokoruvajte im se na mažite svoji kako na Gospod, zašto mažote glava na ženata kako što je i Hristos glava na crkvata, i to je spasitel na teloto. Pa kako što crkvata mu se pokoruva na Hristos, така и жените да им се покоруваат на своите мажи во се. Вие мажите, сакајте ги жените своји како што Христос ја засака црквата и се предаде себе за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, та да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна. И така мажите се должни да ги сакаат жените своји како што ги сакаат своите тела, зашто која сака жената своја, тој се сака и самиот себе си. Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, туку го храни и го стоплува, како и Господ црквата, бидејќи ние сме делови на неговото тело, од неговото тело и коските негови. Поради тоа човекот ќе го остави својот татко и мајката своја и ќе се придружи кон жената своја, та обајцата ќе бидат едно тело. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата. И така секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака самиот себе, а жената да го почитува мажот свој. Глава 6. Деца и родители. Вие, деца, бидете им послушни на родителите своји во името на Господ, зашто тоа е праведно. Почитувај ги својот татко и својата мајка. Тоа е првата заповед советување, за да ти биде добро и да живееш долго на земјата. И вие, татковците, не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ. Слуги и господари. Вие, слуги, бидете послушни кон вашите земни господари со страф и трепет, во простота на срцето, како кон Христос. Не работете само за предочи, како оние што сакаат да им се умилкуваат на луѓето, туку како Христови слуги, извршувајќи ја волјата Божја од срце. Драговолно служејќи како да му служите на Господ, а не на луѓе, знаејќи дека секој, па било тоа роб или слободен, ќе добие од Господ според доброто што го направил. А и вие, господарите, исто така однесувајте се кон нив и бидете умерени во строгоста своја, знаејќи дека и над вас самите и над нив има на небесата Господар, во кого нема лицемерност. Оружјето што ни го дава Бог. Браќа, засилувајте се во Господ и во силата на Неговата моќ. Облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство. Зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началства, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Поради тоа примете го сето оружје Божјо, за да можете да се браните во лош ден, та откако ќе победите, да се одржите. И така стоите, откако ќе се опашете со вистината и ќе се облечете во оклопот на праведноста и нозете да ви бидат обуени во подготвеност
за да благовестите мир. А над се, земете го штитот на верата, со кој ке можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божјо. Со секаква молитва и молба, во секоја пригода молете се во духот. Затоа бидете постојано будни со сета истрејност и молитва за сите светии и за мене, та кога ќе ја отворам устата, да ми се даде слободно да ја соопштувам тајната на Евангелието, поради кое сум пратеник во окови, за да го проповедам смело, како што ми прилега. Последни поздрави. А за да знаете и вие како сум и што работам, за се ќе ве извести Тихик, возлюбениот брат и верен служител во Господ. Него го пратив кај вас, за да дознаете како сме и за да ги охрабри срцата ваши. Мир на браќата и љубов со вера од Бог Отецот и од Господ Исус Христос. Благодат со сите што го сакаат нашиот Господ Исус Христос во нераспатливост. Амин.